вечера заедно со нас, како што веќе и сами забележувате, е Бресквица, која што туку пристигна во Пробиштип и морам да ја прашам како е задоволна со оглед на тоа дека за прв пат е овде во нашиот град. Здраво. Прво да се заблагодарам што ме поканивте да го снимиме ова интервју. Пред 2-3 часа стигнав и не успеав ништо да видам, за прв пат сум тука. Инаку ме пречекаа премногу деца и гледам дека луѓето се премногу срекни што дојдов, а јас со нетрпение го чекам мојот настап овде. Вечера си овде во Пробиштип, али постојано си забележена по аеродромите. Постојано патуваш, каде најчесто одиш? И дали во Македонија досега имаш настапувано? Доста путувamo, stvarno sad malo se smirila situacija, imali smo nastupe, prosto letnje turneje bilo u pitanju, pa smo imali nastupe svaki dan. Навистина премногу патуваме. Имавме турнеја, настапи секој ден, беше летање, брзање, таму, ваму, Црна Гора, Приморје и навистина знае сето тоа да биде напорно, но таа работа заврши. Во делот за настапите во Македонија наскоро ќе имам настап во Скопје. Многу пати ова лето бевме во Македонија и ја сакам публиката. Навистина сте прекрасни. Одлично. А покрај тоа што постојано патуваш, воедно и секој месец излегува по една нова твоја песна. Како успеваш во сето тоа и кој е тимот околу тебе што работи? Pa, što se toga tiče, ja sam stvarno pokušala da svakog meseca Јас пробав да издавам секој месец по една нова песна, меѓутоа летово беше мојата турнеја и навистина тоа беше невозможно. 2-3 месеци сега од септември натаму ќе продолжиме со полна парија и можно е и 2 песни да издадам во еден месец. И тоа знае да биде навистина напорно и тешко, особено снимањето на спотови. Снимањето на спотовите може да трае и по 12-13 часа, особено напорно е да ја пронајдеш вистинската песна, ама имаме некои планови и од септември ќе продолжиме на вистина јако. Еве и неодамна имаш настапувано со две доста познати српски пејачки, тоа е Лепа Брена и Драгана Мирковиќ. Кој е искуството да се настапува со едни такви големи звезди? Па, јас бев навистина премногу возбудена и минатата година имав настап со Драгана Мирковиќ. Таа жена е навистина прекрасна. После настапот се слушнав со неа и пишувавме пораки и навистина е моја поддршка. Значи, многу сакам кога гледам дека постари пејачки поддржуваат помлади. Тоа е навистина многу убаво, но за жал многу ретко. И многу сум срекна со Драгана и навистина ми е чудно кога бев мала Драгана, јас ја гледав на телевизија и ден се советувам со неа за било што. А настапот беше во Беч, тоа беше навистина преголем концерт, беше преубаво, публиката беше прекрасна, преку 4000 луѓе. Сега доаѓајќи наваму овде да го снимаме интервјуто од една твоја колешка, дознав дека си имала преголема желба да отвориш автосервис. Колку има вистина во тоа и како се гледаш? Јас цел живот сум позната по автомобилите поради мојот татко и мојот брат. Автомобили, мотори, навистина многу сакам. Имам неколку автомобили кои сакам да ги средувам. Ќе видам како ќе продолжам со музиката и колку ќе имам време, па можеби ќе отворам и некој автосервис. Видеќемо како наставим со музиком, кога будем имала времена, можда нека буде неки автосервис. И ако може уште нешто да чепнам околу објавувањето на едно видео. Едно твое видео беше злоупотребено, твој коментар на тоа? Taj video je izašao stvarno davno, radi se o videu gdje me moj kolega i moj prijatelj Heni snimao sa nekim plastičnim pištoljem, pošto u studiju imamo plastični pištolj. Тоа видео навистина излезе поодамна, се работи за видео каде мој колега и мој пријател снимаше со некој пластичен пиштол. Во студиото имавме пластични пиштоли кои стојат на влезот и се прскавме со вода. Тоа беше некоја шега и се снимавме. За 3-4 месеци кога се случи убиството, новинари го злоупотребија видеото и го објавија и напишаа дека ние сме се снимале 3 дена по трагедијата и тоа навистина беше страшно. Јас напишав и објава на Инстаграм кога снимката е направена, така да публиката свати дека тоа е манипулација на новинарите.
Еве го спомна Инстаграмот, колку си актуелна на социјалните мрежи? Pa, mislim da možda nisam aktivna koliko bi trebalo da budem, s obzirom da mi je Мислам дека не сум толку време колку што треба да бидам со оглед на тоа дека тоа е дел од мојата работа, тоа треба да го сменам. Јас навистина не сакам многу да користам телефон и тие социјални мрежи да ги користам. Некако сакам да уживам во моментот и заборавам да фотографирам се што се случува околу мене. Ама мислам дека ова треба да го сменам. Луѓето сакаат да видат што работа. Али може да не откриеш една тајна? Кој се грижи, за ваквиот твој прекрасен изглед? Hvala puno, bro. Pa sve radim sama generalno. Благодарам многу. Се работам сама, затоа што јас пред музиката се занимавав и со шминкање. Тоа беше мојата прва љубов. Би облекла се, но зависи како се чувствувам во тој момент. Океј, и еве, за крајот од разговорот ќе те прашам, што е следно? Каков е планот? Некоја нова песна, некој нов спот? Сега во моментот на вистина не сум сигурна што ќе биде следно, бидејќи имам план за еден дует, за машки дует станува збор, не сакам да откријам кој, мислам дека публиката ќе се изненади, бидејќи не го очекуваат тоа, а и имам една соло песна која е премногу добра, ќе видиме така да на крајот на септември на вистина нешто ќе се случи. Еве, со оглед на тоа дека за многу кратко време настапуваш во Пробиштип, дали може да се случи вечера некоја љубов овде во Пробиштип? Не, јас сум среќно оженета. Не сум уште, ама ќе биде така да не верувам. Дали ова значи дека многу наскоро ќе имаме свадба? Па ќе видиме, тоа треба мојот дечко да се праша. Океј, ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам пријатен престап вечер овде. Vratio se sinoć, pored tebe nisam bio I 3 noći sam pio, baš je težak ovaj život Svega mi je dosta, majko, i sad mi je krivo Što nju sam takvu ostavio Jer nisam smeo da ti priznam da si ti Baš tam u kafani očišti pa dim ne plačem ja Pevat ću sad samo o njoj Preostaje mi samo to Sad u nama opet teku otrovi zraka rana Ko nebo nek se otvori Šta će s nama Noćas da se dogodi Kad u srce me pesma pogodi Jak vetar duva meni odneo je ljubav Ko da sam luda, bez tebe ne znam kuda Isplakat ću Savu suze, ti isplaći Dunav Na ušću sastaće se tuga Jer nisam smeo da ti priznam da si ti Baš tam u kafani očišti pa dim ne plačem ja Pevat ću sad samo o njoj Preostaje nam samo to